Генералниот штрајк во ССМ, јавната администрација бара линеарно покачување на платите. Дали е вистинско време и вистинско место за вакво нешто? Синдикалците денеска на улица, првиот човек на синдикатот од ССМ Дарко Димовски, председателот на ССМ Дарко Димовски, со нас во студиото во ова интервју. Да зборуваме за штрајкот, докаде, како е, да не ве засени францускиот предлог, оти еве после овие случувања во државата сите се фокусирани и насочени токму кон таа проблематика. Се чини дека вашиот проблем паѓа во некаден заднина, во втор план, така речено, или грешам? Првен благодарам на поканата и на интервјуто. Овој наш проблем што го велите вие го засега секој работник. Знаеме во Македонија како во приватниот така и во јавниот сектор има преку 735.000 евидентирани работници и сметаме дека ова ние што го бараме е навистина прав момент, знаејќи па дека од другата страна имаме двоцифрена инфлација, дека имаме економска криза. Еве денеска сме 1.7. Више имаме нова цена на струјата која варира од 7% па до 97%. Тоа ни е поздрав за добро утро, за добро ден. Да, еве на жал така, но и денеска имаме и еден амандман предложен од Сојуз на синдикати на Македонија преку пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата до парламентот, каде што велиме поради сите овие работи што ни се случуваат на економски план, на работникот му е потребно 2806 денара одма на еден солидарен начин, колку што порасна минималната плата. Бидејќи знаеме за законот за минимална плата вели да се усогласат и останатите плати со порастот на минималната плата, тоа значи дека таму треба во проценти, но како што велиме и констатираме денеска дека ова све не се случува во вид на криза, еве ние солидарно подадовме рака и до работодавачите до владата, нека не биде процентуално, нека биде 2806 денара во износ, но до 1.7. Денеска го чекаме одговорот за ова што го велиме од 1.7 и ќе видиме што ќе се случи. Имате некаква надеж, пак ќе речам, се случуваат тектонски поместувања во државата, нешто што има приоритет, меѓутоа дали наидовте на слух од владата? До сега се чини не. Пак ќе речам, поправете ме, дали не грешам? Не се чини сигурно е на не, но за тоа имаме успеси во локалната власт, каде што еве во повише општини, онамо каде што и опозицијата и власта имаат нивни градоначалници, тоа се случува. Дури вчера подпишавме со господинот градоначалник доктор Таравари во Гостивар и со господинот градоначалник Костадинов во Струмица, што кажува дека Сојуз на синдикати на Македонија навистина е една политична работничка организација која се стреми и се грижи за работничките права и действува тогаш кога е најопходно во моментов на овие инфлации и секакви кризи. Утро имам добри вести, каде што се заинтересирани уште 5 општини: Куманово, Крива Паланка, Валандово, Велес и Штип, каде што сакаат да го презентираме ова линеарно зголемување и да го усогласиме преку колективен договор или преку спогодба како што го правиме деновиве. Тоа значи дека во тие општини веќе има интерес и позитивен сигнал дека да, више може се да биде закажани прифатен. состаноци, во текот на денот ќе закажеме состаноци, да не го избегнеме прашањето од власта сигнали 0%. Каков е вашиот став за францускиот предлог? Неизбежно е. Да, првиот француски предлог големо не. Овој сега, ако велиме треба да го прочитаме, ние сме сериозни, изградени карактери и личности, треба да го прочитаме, но по она што го најавуваат, дека сам има некои мали измени, треба да видиме што е, но за сега големо не. Така. Жешкото столче денеска се поместува повторно пред собранието, таму ќе заседава, очекувате да заседава Комисијата за финансирање и буџет и како што најавите, очекувате прифаќање зелено светло за амандманот. Дали навистина е успешно тоа поместување од една институција во друга, дали ветува нешто или Па видете, денеска навистина ли е толку жешко? Како што велите денеска амандманот и ние како што правиме, символично ќе поставиме 14 столчиња, онолку колку што има членови во таа комисија за финансирање во буџет. Таму знаеме има 8 пратеники од власта и 6 пратеника од опозицијата. На тие 8 пратеника кои минатиот пат не го изгласа амандманот, ќе ставиме жут картон символички да им кажеме дека ве опоменуваме, размислете тоа што го правите тоа против македонскиот работник. Таа символика ќе ја ставиме, ќе ги ставиме и нивните имиња и презимиња, вклучително на целата комисија и
како што велите вие, доколку не биде изгласано, ние ќе ги читаме сви имиња и презимења и ќе бараме да се дадат оставка, бидејќи не се достоинствени да го представуваат севкупно од македонскиот народ, но и македонскиот работник во ова време, невреме, како што велам јас, без да му се помогне на овој начин. Сметате ли дека е на вистина вистински чекор да се направи ова во време во услови на една ваква, да не речам криза само кај нас, туку свесни сме за една глобална криза. Ние имавме здравствена криза, имавме енергетска криза, сега имаме економска криза. Дали не барате преку леп погача, би се рекло? На оваа инфлација и на овие ценовни шокови, на денешното поскапување на струјата, ние се прашуваме и денеска во Сојуз на синдикати на Македонија дали ова више навистина е доволно од денеска, а не да биде како што велите вие преку леп погач. Ова е неопходно, ова е барање за екзистенција, бидејќи како што велите вие, ако државата е во криза, што збориме за една единка, едно семејство на работник кој треба да си ги плати прве сметките, да ги прехрани неговите деца и да може да живее еден достоинствен живот. Ова е вистинскиот момент, но денеска ова што го бараме, дали на вистина ќе го покрие и амортизира се ова што ни се случува. Бидејќи ние не знаеме уствари што значи тоа покачување на струјата од 7,4% до 98%. Ја како домаќин да речам, глава на семејството, не знам колку на вистина ќе ми порасне електричната енергија. Не знам овие денови како ќе варира цената на нафтата, бензинот. Не знам дали на вистина ќе има и други останати ценовни шокови. Значи ние сме цело време во една неизвестност и треба првен да му помогнеме на работникот кој е движечката сила на економијата и со неговиот труд кој ствара капиталот на ова општество, без разлика дали на државата или на поединци. Не знам дали ќе ми се налутите или некој друг, овој штрајкот на јавната администрација, би рекла дека боди очи кај дел од граѓанството, затоа што кога велиме јавна администрација, веднаш се мисли на она информација дека имаме габаритна јавна администрација, значи огромен број на луѓе за кои што јавна тајна е дека седат некаден по ќошињата во канцеларија или кои што се функционираат од дома и немаат така речено работна активност, а земаат плата од работодавецот, тоест државата. И тоа е најлесен начин на обскрбување на едно семејство. Сега, граѓанинот кој што е во приватниот сектор и кој што зема подпросечна плата, вели што бараат сега и зошто токму јавната администрација. Од друга страна, приватниот сектор затајува. Првен мора да знаеме и не треба да направиме поделби помеѓу работникот. Јавната администрација значи јавен сервис на сите оние што работиме во приватниот сектор и имаме потреба од нив. Ние треба да се запрашаме зашто го приќутуваме моментот, бидејќи знаеме дека повише од 2, 3, па и 4.000 работници не идат на работа. Потоа знаеме уште толку партиски војници сега вработени или од минатото исто не идат на работа. И мора оној административен работник или давател на јавна услуга да го разбереме дека работи работа за минимум за уште плюс еден декларативен работник кој работата и на тој што не кој зема плата. Останатото се прави на анархија во тој јавен сектор, бидејќи ти не можеш да му кажеш на работникот кој работи за двајца да бараш од него многу повише, него ти како раководител, да речеме, на таа институција, кој си пак поставен од партијата која е на власт, тоа го премолчуваш и ти се ствара оно што ти се ствара по институциите. Значи ти самиот работодавач го ствара ова. Еве најнов податок од една телевизија кој искочи денови, вика јавната администрација ни е покачена за плюс 2.500 нови работници. Ние не сме против да се запослуваат и против работниците, тамам работа. Ние сегаш го поддржуваме работникот. Да, но убаво рековте, тоа е еден вид на партиска машинерија. Ние тука треба да гледаме вината, не да се лутиме на луѓето ако останале 15 минути позади шалтарот да доручкувале или не му било во моментот тоа добро, бидејќи од преголемиот обем на работа или не може да се снајде во таа гужва и така натаму. Дајте луѓе да се малце да се освестиме и да кажеме стоп на тоа партиско вработување, на тие декларативни работници кои сите знаеме дека не идат на работа, а зимаат плата и еднашка да се охрабриме тој работодавач, бидејќи знаеме вие ако јас и ти ако не идеме на работа, како ќе исплатиме плата. Значи тоа е еднакво, тоа не е еднакво, тоа е сигурно едно кривично дело. Дајте да видиме, да го судиме тој работодавач и да биде еднашка пример за секого. И што е најжално, тие работници кои не идат на работа, а работат уште една работа, ја ствараат сивата економија,
не плаќаат придонеси, бидејќи веќе еднаш им се платени придонеси од овие државни институции и значи општ хаос се случува во државата и сме на ова дрежа што сме до денеска. Да се молиме за 45 евра покачување на платите за да преживе работникот, вклучително и пензионерот и младинецот. Каде го гледате решението токму за овој проблем, бидејќи вие го посочувате, власта, еве беа представници од власта тука во гости во Макфакс во нашето интервју и тие го посочуваат тој проблем како постоечки, меѓутоа не се действува. Вие убаво кажавте, таму е работодавач државата. Значи треба да се направи одредена реформа во тие институции каде што ова не се случува. И проблемот они треба да го решат, а ние сме тука да помогнеме, како што они љубат да кажат методологија, реформи преку закони за плати и така натаму, а не слушаме ние само реформи, методологија и така натаму, но се препукуваме баш буквално преку медиумите, а реформите ги нема, методологиите ги нема, останува само барањето Сојуз на синдикати на Македонија, баш буквално за преживување на работникот од 2806 денари или 45 евра. Битики во едно наше интервју рече ССМ значи излегува недоследни наспроти владата која што после состаноците, после преговорите и разговорите покажа доследност. Рече, за да има нешто, за да има покачување на платите, ние бараме резултати. Не може тие пари во стилот, не може тие пари да се дадат на нешто што ние не го гледаме. За да ти искочи тебе јавниот сектор на штрајк, значи очигледно од другата страна немаат резултати и социјален диалог не е пред владата, пред собранието, пред министерствата. Социјалниот диалог се води внатре во тие институции, вклучително со владата. Значи очигледно некој од другата страна не е продуктивен за работникот вака да му излезе на генерален штрајк и да се побуни и да биде овој масовен штрајк и на секаде, ние не намерно објавуваме на нашата Facebook страна, секаде наму каде што сме поддржани, каде што штрекуваме. Значи треба некој да се запраша и доколку тоа е навистина така, нека ги покаже по кои критериуми се добиваат резултатите и уште што е најлошо, што ја многу мене тоа ме љути, по кои критериуми на здравството му даваме 5% покачување, на полицијата 5% покачување, на судиите и на наставниците 15% покачување. Па ајде на вие да им дадеме 15% покачување, супер е што на вие другите сте им дали 15%. Каде се тие критериуми, методологии, што они ни кажуваат, еве ние ја покачиме платата на овој 5, на овој 10, на овој 7, на овој 15. Вакви квалификации, вакви неиздржани аргументи не прифаќам и ние сме отворени за на маса. Ние бевме пред владата, никој не излезе. Бевме пред собранието, излегува само пратениците од опозицијата. Бевме пред Министерството за финансии, никој не излезе. Бевме пред Министерството за информатичко општество, никој не излезе. Мораше да излезе нашата министерка за труд и социјална политика, која го зборува баш ова што го велите и вие. И затоа ние не прифативме овакви решенија, анализи и така натаму. А они се продуктивни. Цела јавна администрација ти штрајкува, сите знаеме дека не да толку и толку неработници кои ги плаќаме како работници и они од нас брадат ефективност и продуктивност. Колку сте близок со власта? И од друга страна, од каде оваа блискост одеднаш со опозицијата, би си рекла? Одлично прашање. Ние сме најблиски со власта и најблиски со опозицијата. Зошто? Бидејќи го застапуваме работникот и ќе преговараме со сите оние што се фактор во државата и нашите барија ќе ги презентираме и аргументираме пред сите оние што можат да го решат овој работнички проблем. Тоа дека сум омилен синдикалист на власта, супер. Ако сум мобилен, значи јас вредам, покажувам резултати, очигледно на опозицијата, па тоа не е се допаѓа да ги решава некои проблемите од работа, но ќе нема за што да збори. Па еве сега ги решаваме проблемите наму каде што опозицијата власт во 70% од општините за локална самоуправа, па овие ни викаат вие сте сега со ВМРО, тоа кажува дека ние се работиме работата во интерес на работникот и така ќе остане. И ќе додека барем јас сум прв човек на Сојуз на синдикати на Македонија, ќе останам доследен на тоа што го правам и што го говорам. Тоа значи дека не шурувате ниту со едните, ниту со другите? Ние во ниеден момент не правиме политика, нашите барања се согласно законот за работни односи и колективните договори, без разлика дали се тие општи на ниво на гранка или на ниво на работодавач. Проверете, вратите се наназад и ќе видите дека во Сојуз на синдикати на Македонија од 2017 година навистина нема политика. Кога беше подобро да се соработува со Заев или со Ковачевски, кој се чини како да е потврд орев во однос на Заев, затоа што имавте многу подобро разбирање, подобри, да речам, комуникации, средби? Ние
тогаш многу влади се смени, мислам и Оливер Спасовски беше за време на ковид пандемијата и така натаму. Ние може тогаш и тоа време го искористивме, баш буквално беше паника за време на ковид пандемијата. Ние му се спротивставивме и ако сакате и со тоа на Заев каде што велеше дека 14.500 треба сите да зимаме, да се солидаризираме, па не му објаснивме на човекот и навистина не свати дека не е окей со 14.500 за време на ковид пандемија да се овакво. Супер, па поднесовме исто така за парична помош да ги субвенционираме наместо 14.500 да бидат сите, ние тие другите 14.500 ги субвенционираме на сите работодавачи за да помогнеме во ковид пандемијата. Очигледно ова што го констатирате сте во право. Подобра соработка имаше со предходниот премиер. Со Заев? Да, за разлика види, па сега и овој премиер е па 200 дена, не знам колку е, 4-5 месеци. Се уште не сте имале можност да опипате пулс? Ми имале еднашка можност кога си ги дигнавме раците, која тогаш победи на вистина работникот, за прв пат мора да кажам од 15.194 денара, зголемување на платите што велам за 2.806 денара, прав момент и тоа не беше намерно дигање на раците, тоа беше символ на работникот дека ги победивме и работодавачите и како трети социјален партнер владата и за прв пат во историјата на Македонија некој тие три социјални партнери изработија за корист на работникот. И мора да кажам, голем успех не се само тие 18.000 денара. Ние утврдивме дека минималната плата не може да биде под 57% од просечната плата. Бидејќи порано, како што му љубат да кажат други, популистички беше. Волку ќе биде толку. Сега стоп. Под 57% не може да биде минималната плата. Под 57% под просечната плата не може да биде минималната плата, што е голем успех. Не го гледаме тоа 18.000 денара, бидејќи како што велите вие и јас оваа инфлација и криза више не вредат. Две синдикални потрушувачки кошнички не ја покриваат две минимални плати не ја покриваат минималната синдикална потрушувачка кошничка и значи дека навистина ова што го бараме во моментот е неопходно. Зошто сега и зошто во овој момент, а пред вас предходеше СОНК? Дали СОНК ви го трасираше патот, па вие по патот на СОНК рековте, се охрабривте и рековте, ајде сега и ние да си го побараме чарето? Не, СОНК испадна похрабри? Не, обратно е. Ние, за да се зголеми на минималната плата, согласно Законот за минимална плата, во тој член 8 и вака вели. Со порастот на минималната плата, во рок од 6 месеци треба да се усогласат и останатите плати. СОНК го направи што го направи тоа, го поздравувам. Само апелирам до мојот колега да си потпише колективен договор, да си потпише спогодба и така натаму, дека ова, како што беше како на нас на збор, не може од 1.5, можеме од 1.7 со ребалансот на буџетот, па гледаме 1.7 денески нема ништо. Го храбрам мојот колега да излезе, да си побара, си ги потпише тие колективни договори, каде што ќе ги утврди тие 15%. Сакате да кажете дека во спротивно сето договорено виси? Да, тоа виси. Јас како синдикалец, како вака што анализирам ситуацијата, виси. Ние знаеме и тие дневници не се исплатени ниту наставниците, учителите и воспитачите по градинките, и тоа виси. Затоа го охрабрувам да не се оладе работата како кај нас. Бидејќи СОНК си действува согласно неговите програмски синдикални определби, ние се действуваме со нашите. Ние сметавме дека со порастот на минималната плата да не чекаме 6 месеци, но велиме сакаме, бидејќи ви е скапо како што велат они 18,4%, а ние не може да чекаме па до месецот септември, викаме ајде колку што порасте минималецот во износ 2.806 денара да ни дадете од хигиеничара до претседателот на државата. И ние го преговараме тоа како стратегија, но за тоа ние баравме 3 месеци па порано се примени ова. А владата го купува времето и времето е ајде уште 3 месеци на незина страна, 2 до 1 септември, дека она е согласно законот и кога идеме таму вика, ама ние законот ни дава можност ова да го направиме на 1.9. Да ви дава, но тогаш ви вели 18,4%, а ние викаме солидарно во износ 2.806%. Повелете го, предлогот е на маса. Како што велите вие, баш вице-премиерот Битихи, баш нашата министерка за труд и социјална политика излегоа пред работниците за 1 мај кога бевме преку 7.000 пред владата и они кажаа, ние ќе го објавуваме сега и они што изјавија после 1.7, каде што велат, не е проблем, 2.800 денара ги имате, но со ребалансот на буџетот согласно законот за извршување на буџет. Еве, господа, ќе си читате од денеска доколку не ги добиеме тие 2.800 денара и ќе се увери македонската јавност, вклучително и македонскиот работник, дали која говори вистината.
Колкава е усогласеноста помеѓу гранковите синдикати? Бидејќи пак ќе речам јавна тајна е дека од секогаш се водила таа малтене речено борба и напаѓања едни со други, во случајот СОНГ, ССМ, па имаше, читав на социјалните мрежи, КСС, Конфедерација на слободни синдикати, кога вие излеговте на штрајк, имаше повикување до нивното членство. Така, дека така. Имаше повикување на членството, ве молиме, штрајкот е уставно загарантиран, меѓутоа размислете за вашите чекори во однос на тоа дека може да им се укинат и да не им се исплатат дневниците и така натаму. Каква е таа релација? Ја тоа го кажав и претходно. Секој си има своја план и програма донесена на Конгрес, зборам за синдикатите во облик на организирање на повисоко ниво. Ние сме како Сојуз знаете, значи како една капа посередна организација, додека Конфедерација значи нешто полаво, за да разберат работниците. Нашите програмски определби се јасни и ние действуваме согласно тоа што ни изгласало највисокиот орган, а тоа е Конгресот на Сојуз на синдикати на Македонија, и ние се стремиме и читаме согласно колективните договори кои ги имаме на гранковите синдикати, како општите колективни договори, така и Законот за работни односи. Нас приоритетниот Законот за работни односи и општите колективни договори, каде да ги утврдиме овие права што ги бараме во моментот. Они си имаат други програмски определби, они си имаат нивно членство и они действуваат како што они мислат во моментот или како што имаат, мислам како кај нас, одлуки на тие органи и тела. Затоа не ќе да навлегувам, тие се наши братски синдикати, без разлика дали ние имаме соработки, дали сме на иста линија по однос на барањеви и така натаму. Работникот не препознава, затоа ние имаме 70.000 членови, они имаат 32-3.000, не ме фаќате за збор. Ги охрабрувам она што го правиме ние да не поддржат. Гледаме во изминативе 15-20 дни покрај што пишуваат и што убаво треба да се го прочита Законот за работни односи и општиот колективен договор, бидејќи ние велиме генерален штрайк. Генералниот штрайк го организираме на највисоко ниво и не може некој на 138.000 работници кои штрайкуваат на своите работни места да им закине дневници, од дневници што ги немаат и што не може да во моментот да екзистираме и да преживееме. Таа се секогаш имало како меѓу партиите, така имало меѓу синдикатите, но ние онамо каде што се во прашање работникот, еве се сплотуваме. КСС, Конфедерацијата на слободни синдикати, баш напротив, го бара истото и вели и ние бараме 2806 денара. Ме разбирате? Значи, они го поддржуваат нашиот предлог, бидејќи ако е нивен предлог, како нашле барем и тие 6 денара, ако 2806, да. Затоа немаме ние некој, како што велите вие, некоја кавга, но имаме некои несогласувања во поголем дел во действувањето, каде што ние сметаме, не знам, во ЗРО за годишниот одмор, за договорите на определено време да бидат 1 година, они викаат може до 18 месеци или па обратно и така натаму, не ме фаќате за збор. Секој си ги врши должностите зададени од највисокиот орган Конгресот. Имате ли притисоци досега? Сте се соочиле ли со притисоци заради штрајкот? Да, на почетокот имавме притисоци од одредени општини и судеви, но кога ги донесоме документите дека ние сме пријавили до централната и до локалната власт дека штрајкот е тој, се организира вака, напастивијата за работа се тие што согласно тој член 238 од работни односи и на наше задоволство тие работодавачи се повлекоа и штрајкот еве до ден денеска е непрешено се одвива. Уште колку останувате на улица и што доколку, да речеме, велите, власта досега не се одзвала, што ќе биде понатаму? Имате ли план Б? Се најавува тешка зима. Доаѓа септември, доаѓа грејење, сезона на грејење, покачување на трошоците, енорно трошење. Што понатаму? Сојуз на синдикати на Македонија збори многу јасно и гласно. 2806 дена до денеска и онамо каде што се преговара, како што велам јас, и во текот на другата недела ќе си дадеме шанса да потпишеме, зборам на локално ниво што ги најавив во текот на емисијата. Исто го чекаме, амандманската расправа треба да заврши на втори во сабота, согласно комисијата, и мора да се изгласа амандманот. Тоа е овој викенд. Да, или не мора, тоа е утре, или не мора, потоа кажуваме оставки од повикување, со имиња со презимиња. Дали ќе бидат од владата, дали ќе бидат градоначалници, дали ќе бидат директори на институции, министри, директори на јавни комунални предпријатија, ќе видите, ќе препознаете. Мене ми е жал само што не сме сватени, они мислат дека законот за минимална плата е на нивна страна, купуваат време до 1 мај и ме тера да кажам, ако до 1 мај, до 1 септември
и ме тераат да јавно да кажам, до 1 септември, ако не ги покачите платите за 18,4% согласно законот, како што вие моментално купувате време по тој остав, ние тогаш ќе побараме оставки, вклучително од владата, од локалната самоуправа и сите останати. Зошто не знаеме како ќе се понашаме, еве, јули, како ќе ги платиме покачените сметки? Со вие плати. Значи, денеска не поздравуваат со нова методологија и нови цени за струјата, а нема време да најдат нова методологија за платите, како што они велат да ги направиме, и нови покачени плати. Значи, се гази македонскиот народ, се гази македонскиот работник за некакви си бенефити на одредени компании, кои ствараат капитал по основа на она што ние го работиме од нашите плати што плаќаме тие сметки и режиски трошкови. Мислите дека ќе бидете доволно силни, доволно строги со тоа што ќе побарате оставка, оти од друга страна знаеме како кај нас функционира зборот оставка, дури и кога некогаш било потребно низ историјата наназад, па и во денешницата, значи разни влади, разни министри, кога било неопходно да се даде потеркот на светски рамки, да се даде оставка, ние се чини како да немаме многу чувство, сенс за такво нешто. Кога барате колективно... Како ќе го убедите работникот и вашите приврзаници дека тоа е вистинската Кога збориме колективно, да, вика владата, бараме оставки владата, не владата. Ќе кажуваме имиња и презимиња, да се слуштат. И ние баш ќе тераме кампањата поради тој, поради Дарко Димовски, вие не добивте покачување. А тој е министар за финансии или министар за економија или министар или премиер или градоначалник и така натаму. Па нека се слушаат, а знаеме 2024 на почетокот или 2023 изборна година, ние ќе тераме кампанијата до крај. Но мора да кажеме и оние што ни помагаат да избирате период. Дали се власт, дали се опозиција, ќе ги поздравиме и ќе апелираме до она членство што го имаме, да кажеме овие се грижеа на работниците, овие не се грижеа. И буквално ќе ставиме еден зид каде што ќе кажеме ова е зидот на овие што не оставија и што не ни помогнаа за време на овие кризи, кој ни беше најпотребно, а ова е зидот за оние што се пријатели на работниците и застанаа рамо до рамо со работниците. Ова одговорно го тврдам, имате оваа снимка и баш буквално ќе биде така. Ќе се објавуваат со имиња и со презимиња и утре кога ќе се кандидираат за некоја си јавна функција, да знаат ќе си бидат оцрнети, а оние што не поддржаат ќе бидат поздравени и дури прифатени од нас работниците. Да се надеваме на подобро сценарио, да се надеваме дека ќе бидат услушани вашите барања. Ви благодарам за одвоеното време, ви посакувам успех и реков што побрзо да заврши штрајкот, да се тргнете од улица. Благодарам и на вас, се надевам дека тоа ќе биде така, секогаш оптимизмот е во нас и ова што го правиме, ние како идеологија нема да застанеме тука, баш напротив, секогаш онома кој што ќе биде потребно за работникот, ќе интервенираме, како што видите вие, без разлика дали ќе бидеме со опозицијата или власта, мора да знаеме, ние сме само за работникот, а сме отворени за соработка баш со сите институции, политички партии, така натаму, во интерес на работниците. Благодарам. Беше ова претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија Дарко Димовски. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието.